Драги гледачи, добар ден. Повторно со вашиот ексклузивен репортер да овие ексклузивни репортажи на кои што више сте научени. Денеска на лице место ќе се запознаеме со курсистите, односно со курс школа за обука на кадри со високи политички амбиции. Зашто точно се работи, ќе поразговараме со Тошо Малерот, професор кој иначе гуру во оваа област, кој што веќе со години и години изврши обука на вакви кадри, а тука покрај нас и некој млад талент, кадар, веројатно во наредните години ќе имаме прилика да го видиме на нашата политичка сцена. Ве молам за нашите гледачи поопширно да даете за што се работи. Па видите, оваа наша школа за високи политичари постои веќе 13 години и за нашето високо реноме зборува фактот што од овие наши клупи овде, од оваа наша школа, има излезена на цела плејада на успешни политичари кои што во главном сите биле носители на раководни функции. Она што нас не прави уникатни како школа, односно што е карактеристично за нас, а што не е карактеристично за сите други политички школи, е тоа што нашите студенти овде се стекнуваат со универзално знаење и со политички вештини, така да тие можат во исто време или во различно време, не е битно, да одговарат на најразлични политички функции, односно да вршат најразлични политички функции. Така да, нашите студенти кои ќе излезат со оваа наша диплома, може да бидат, значи, секој поединец, еден човек може да биде министер за култура, потоа може да биде министер за земјоделство, па може да биде министер за финансии, па може да биде министер за одбрана, па може да биде премиер, па може да биде министер без портфелј, па може да не биде министер, па да биде министер. Се во зависност, се во зависност од тоа колку реконструкции се предвидени во мандатот на некоја си влада и така натаму. Добро, ние уште до подпрашање, драги гледачи, бидејќи Македонија живее во еден реверзибилен, динамичен, колоиден систем, така да е многу конјунктурна професија и карактеристично друго, драги гледачи, за ова школо е исто така тоа што обуката на курсистите се решава тет а тет. Именно нема и други курсисти, него на секој карактер посебно му се посветува адекватно внимание и може тачно да се моделира за што сака. Апсолутно сте во право. Јас би сакал само да се надоврзам на ова што го кажавте, дека во нашата наставна програма ние често пати користиме така наречени тактичко-лингвистички замки. Тоа се обично кога се прават тие политички кампањи предизборни и така натаму, така да може, например, некој кандидат за премиер или за председател да каже дека лидерот на некоја партија нема да се кандидира за премиер, а после да се кандидира, знаеш, пупу не важи и така натаму. Тоа се тие замки што народот многу брзо ги заборава. Финти, финти. Не само што ги заборава, туку на некој начин може и неприметни стануваат во ова. Добро, дали можеме сега на некој начин и да демонстрираме како тоа одиме? Ова е чудо. Ова е нашиот најдобар студент и баш еве сега ќе ви демонстрираме за каква школа и за каков рейтинг и за какви вештини станува збор. Прилеп. Добро вечер, гајџани и граѓанки на Прилеп и вие селани од околните села, посебно Маријовци, од кај што сум ја. Шо мисла оние таму горе, сака од нас од домаќини да ни зема кујчине, сака да ни зема дуќанине, сака да не пушта по улици погајчи да шетаме, да не донеса на просјачки стап, да не можеме за деца на сирење да земе, лепи вод, до вчера вода немав, не е баго. Заборавија кај пукна првата пушка 41 Прилеп и Куманово. Заборавија за 11 октомври. Шо мисла оние, ако пројде сега не чедови пак 11 октомври? Шо че не прават којни? Шо сме ние? Е баго. На крају на краишта на шо мора да биите 11 октомври? Може во секој време да би. Не може они нас мајмуни да не прават. Е баго. Струмица. На шо личе това, молам ви се? Па никаква инфраструктура не е, у инфраструктурата никаква пара не е уложена у задните 50 години у нашиот источен крај, туку Строичко, разбираш. Па не, уште са коцкан по тие коцките. И едно има да биде на всичките јасно. Една чушка, едно парче леп, едно сирен и фрейка нема више да биде најефтиниот ден на светот. Ние ќе направиме една
чушка да кошта 1 евро, една френка да кошта 1 евро, така да 2 френки и 2 чушки да бидат 4 евра. Драги мои струмичајни, разбираш. Видите како тоа И симултано. друго нешто што од таа прилика сакам да го истакнам на тие сови, разбираш. Оти са они противат цело време на нашите напори ние да произведеме специфичниот наш бостан, да го укрстиме с грчкиот и с бугарскиот и да добиеме од тие длъчките лубеници што ќе бидат уникатни у светот и можеме чак и у Јапан да ги продаваме. Оваа прилика сакам да ги поздравам вашите истакнати сограđани Блажо и Ристо, разбираш, и да истакнам заедно со мене дека ние сме сите европски ориентирани и затоа ние од овој крај ќе направиме да сите му завидува дајба мајка му. О, феноменално. Што ти викам ја? Крушево! Зарем ја заборавија славната 903 година, зарем го заборавија Питу, зарем го заборавија Гоце Таделчев, зарем ги заборавија славните јунаци кои што животите ги дадоа за првата и единствена република на Шефе, сите го знаат се. Да, сите знаат. Гледате, драги гледачи, колку спонтано и неверојатно делува. Спонтано ова беше симултанка, а сега да видиме како нашиот кандидат барата со импровизација. Сега ќе му дадам на него 5 изрази, од кои што тој треба сам да си направи говор. Тоа се решение, сознание, заклучок и имплементација. Ајде, цаци. Кратово. Кратово. Видите, ако се работе за конкретни решенија и ако са тие решенија базирани на адекватни сознанија, кои што пак сознанија се изведени од правилно донесени заклучоци, и ако сето тоа може да се во дадената ситуација апсолутно имплементира, онда сам јас за. Али, ако е обратно, то е, ако се работе за неконкретни решенија, а и ако са тие решенија не базирани на адекватни сознанија, кои што пак сознанија не се изведени од правилно донесени заклучоци, и ако сето тоа не може да се во дадената ситуација, значи имплементира, онда сам јас за не. Одлично. Гениалец. Мислам, стварно е од ова на човек може да му дојде желбата да се кандидира, едно интимно прашање, може ја, например, да се пријавам на курс да дојдам. Јас не сум идол вакви реномирани институции, а идев на кампајски, на тоа за вечерни политичари. Треба да те провериме, да видиме дали имаш афинитети, дали имаш нешто вежбано. Имам за Демир Хисар. Ајде да чуеме. Јас сум Миле Паниха од Демир Хисарско и сакам да кажам дека ние од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија имаме своја програма, а не како овие другите да јаваме на ветрот на незадоволството на народот. Затоа што само така може да се има еден европски просперитет и прогрес во ова наша чланина за Македонија. Добро беше? Не си лош, дечко. Може да дојдеш од понеделник да разговараме. Ако сакаш и варедно, може, пошто да гледам и друга работа имаше вака со емисии. Добра, да одјаваме емисијата, па ќе разговараме. Значи, драги гледачи, како што видовте, тоа беше и ексклузивната репортажа од курсот за обука за кандидати за високи политички функции, за земји со специјални потреби и пречки во развојот. Миле Паника за вашата телевизија.